ова издание. Светот влегува во 2019, како се подготвени големите градови за последната ноќ од оваа година. Годината што изминува беше една од клучните за Македонија. Преглед на најзначајните настани што ќе останат врежани во историјата на државата. Ве водиме на Таймс Сквер во Њујорк, каде околу 1 милион луѓе денеска ќе го гледаат спуштањето на кристалната топка. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Светот денеска ја дочекува 2019 година. Австралија, Кина, Јапонија веќе влегува во новата година. Во САД празничната еуфорија има само во дел од градовите. Во центарот на Вашингтон е мирно, со оглед дека денеска е 10-ти ден од затворањето на владата. Сепак, прво ве водиме во Њујорк. Подарок за хармонија е темата во која е подготвена кристалната топка што вечерва на полноќ по традиција ќе се спушти на Таймс Сквер во Њујорк. Овој настан стана еден од најпосетуваните во САД за дочекот на нова година. Вечерва се очекува присуство на околу милион луѓе, иако во временската прогноза е најавен дожд. Поведени се строги мерки на безбедност, меѓу кои и забрана за носење чадори. Кристалната топка, која што е најголема во светот, беше тестирана вчера и веќе се е подготвено за церемонијата. Таа тежи речиси 6 тони и на себе има повеќе од 32.000 лед сијалички. На победок нема најави за прекин на веќе 10-дневното затворање на владата во САД. За сега нема изгледи дека меѓу претседателот Доналд Трамп и Конгресот ќе дојде до усогласување на разликите околу годинашниот буџет. Трамп и натаму бара милиарди долари за довршување на зидот кон границата со Мексико. Демократите пак се согласни само на повеќе средства за погранична безбедност, но за зидот не даваат зелено светло. Трамп во неделата на Твитер обвини дека демократите се тие што не водат грижа за безбедноста на американците. Клучниот настан во годината што изминува во Македонија е договорот со Грција. Процес што некои сметаат дека скапо ќе ја чини земјата. Огнен Чанчаравик направи преглед на најзначајните настани од македонската политичка сцена во 2018. Годината што измина е една од одлучувачките во поновата историја на Македонија и ќе остане запаметена по решавањето на 25-годишниот спор со Грција. Се случија крупни поместувања во меѓународните односи и зајакнување на позицијата на државата во регионот и Европа, но и стагнација во економијата и забавување на реформскиот процес, особено во правосудниот систем. Клучниот настан во 2018 година, подпишувањето на Преспанскиот договор следуваше по месеци интензивни и неизвестни преговори меѓу двете држави. Македонија се обврза на промена на името и уставот, а Грција на прекин на блокадата на процесите за интеграција во ЕУ и НАТО. Договорот резултираше со покана за НАТО и датум за старт на пристапни преговори со Унијата. Но не течеше се така подмачкано како што изгледаше на почетокот, кога славенички се стави подписот на историскиот документ. Членството во НАТО беше условено со референдум на кој граѓаните требаше да се изјаснат дали поддржуваат промена на името во Република Северна Македонија. Следуваше меѓународна дипломатска офанзива, политичката борба во Македонија се вжешти, а владата со кампања се обиде да ги придобие граѓаните дека треба да гласаат за промена на името, а на сметка на европските перспективи. Сепак, цензусот не беше исполнет. Следуваше процесот на измените на уставот. 8 пратеници од опозицијата не достигаа за да се постигне неопходното двотретинско мнозинство. Не криејќи го политичкиот пазар при обезбедувањето на мнозинството, власта успеа да го помине првиот чекор во изгласувањето на уставните измени, а тоа пак предизвика серија исклучувања на долгогодишни членови на опозицијската партија и обвинувања за притисоци и уцени. Тројца од оние што гласаа за уставните измени беа амнестирани за упадот во собранието од 27 април. 95 пратеници кренаа рака и го изгласаа законот за амнестија, што најде на жестока осуда во јавноста. Следуваше измена на кривичниот законник со кој се отвори патот неколкумина обвинети и осудени во предметите на СЈО, а блиски до пратеници кои дадоа поддршка за измените на уставот да избегнат одговорност за криминалот за кој се теретат. Овие политички чекори кои ги изоде власта со поддршка на дел од опозицијата, засилено ги врати сомнежите за постоење селективна правда, избегнување на одговорност и отсуство на владење на правото. Јавноста не поверува во убедувањата на владата дека се работи за процес на помирување, а не на купување на гласови во парламентот и дека сето ова се прави за подобра иднина која би ја чекала Македонија во Европската Унија.
Во сиот овој процес на политички пазарење и неизвестност, моментот го искористи екс-премиерот Никола Груевски, осуден на 2-годишна казна затвор во предметот Тенк на СЈО. Наместо да се јави во истражниот затвор Скопје на издржување на казната, тој успеа да избега во Будимпешта под крајно сомнителни околности и со зачудувачка инертност кај надлежните. Владата, полицијата и судот се уште немаат одговор како екс-премиерот успеа да ја напушти државата, а наместо тоа во притвор влегоа па излегоа неговите најблиски соработници. И наредната 2019 година Македонија ја чекаат многу предизвици. Следува сериозен тест за владеачкото мнозинство. Во првата половина на јануари ќе се гласа за уставните измени. Во април следуваат преседателските избори на кои партиите повторно ќе ги вкрстат копјата, а се уште не се исклучува и можноста за предвремени парламентарни избори. Во меѓувреме, најсериозен тест за македонската држава останува владењето на правото, нешто за што се потребни сериозни реформи во институциите. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ. Во годината што изминува, руската економија се соочи со проблеми, меѓу кои беа и санкциите од Западот. Како ова ќе се одрази врз тамошното прославување на Нова година и Божик? Од Москва известува Пит Копус. Според светлата и раскошните украси на црвениот плоштад, тешко е да се каже дали московјаните се загрижени за можните економски проблеми кои што следат. Според малопродажбата во некои области во Москва, јасно е дека некои заработуваат добро. Не планирам да штедам. Ова е планиран празник за кој буџетот веќе е одвоен без разлика на економската состојба. Но во најголемата празнична сезона на купување во годината има и воздржани. Некои од околу 40 милиони пензионери во Русија се меѓу позагрижените. Гледам дека ситуацијата за обичните луѓе не се подобрува. Би сакала некој да помисли на пензионерите. Оваа загриженост не е неоснована во економијата што аналитичарите ја опишуваат како контрадикторна. Имаме економски раст, но со години имаме и намалување на реалните приходи. Ова уште е руски парадокс. Платите растат, реалните приходи паѓаат. Сето тоа е поради сивата економија која не подлежи на оданачување. Аналитичарите предвидуваат намалување на трошењето за празничната сезона во однос на други години, пред се заради меѓународните санкции и владината политика, што вклучува повисоки даноци и високи каматни стапки. Состојбата со економијата во 2019 година ќе биде клучен индикатор за рейтингот на преседателот Владимир Путин. За русите пак празниците се шанса за јадење, пиење и за се што ќе донесе новата година. Околу 1 милион луѓе денеска ќе се соберат на Таймс сквер во Њујорк, за да го видат спуштањето на кристалната топка што го символизира дочекот на новата година. Многу труд е вложен во оваа топка, а за тоа повеќе ќе ни објасни Кевин Енокс. Секој од овие триаголни кристални панели содржат стотици црвени, сини и зелени LED светилки. Вкупно, тоа се 32.000 светилки. Кога сите ќе бидат вклучени вечерва на покрив на Таймс сквер број 1, топката може да биде видена многу од подалеку од плоштадот. Светлината се одбива од разни агли од овие 2688 кристални панели. Секоја година заменуваме 192 од нив заради различна тематика. На крајот на серијата од 10 години имате мешавина од прекрасни човечки емоции представени на познатата топка. Светилките се програмираат, што им овозможува на организаторите да ја претворат топката во различно шоу секоја година. Годинава темата е подарок на хармонија. 1,2 милиарди луѓе од цел свет ќе ја гледаат оваа топка и заедно со нас ќе ја слават новата година. Го гледавте последниот News Flash за оваа година. Јас сум Тоше Огњанов во студиото во Вашингтон. Во името на тимот на Гласот на Америка на македонски јазик, ви посакувам убава новогодишна вечер со вашите пријатели и семејства, како и успешна година пред вас, исполнета со здравје, среќа и љубов. Се гледаме до година, односно утре. Пријатно!